Добар ден, драги ученици. Денес ќе го работиме заедно предметот математика за второ одделение. Јас сум наставничка Невенка Ѓошева, а заедно со мене работеше и наставничката Амра Батиловиќ. Наставната тема за денес е геометрија и решавање на проблеми. А наставната единица ни е наоѓа симетрија кај 2D формите и ја црта линијата за симетрија. Што ќе научиме? Да ги препознаваме и опишуваме 2D формите, да наоѓаме симетрија кај 2D формите, да цртаме линија оска на симетрија кај 2D формите и да ги применуваме знаењата за практично решавање задачи. Најпрвен да го повториме знаењето за геометриските 2D форми. Секој од вас може да го стопира видеото на оваа минута и да ги направи од хартија 2D формите пред себе. Еве, и наставничката ги направи и заедно ќе ги повториме. Ќе ги именуваме и опишеме со цел нивно повторување. Ова е квадратот, правоаголникот, кругот и триаголникот. Ги зедовме основните 4 со цел да го доловиме она што ќе ни биде потребно за денешната наставна содржина. Да се обидеме да ја превиткаме формата на средина, така што ќе се добијат два еднакви делови. Секој од вас може да го направи тоа. Го превиткуваме квадратот и гледаме дека добиваме два еднакви дела. Можеме да го превиткаме и правоаголникот и добивме два еднакви дела. Ето и кругчето, добиваме два еднакви дела и триаголникот, кој што кога ќе го превиткаме на половина и тоа рамностраниот триаголник, добиваме два еднакви дела. Што забележуваме? Забележуваме дека деловите што ги добивме се еднакви, односно формите се симетрични. Сега ќе го објасниме поимот симетрија. Кога двете половини од една фигура се преклопуваат и се пресликуваат како лик во огледало, се идентични една со друга, тогаш велиме дека таа форма е симетрична. Ајде сега да разгледаме, да размислиме и одговориме кои од следниве форми се симетрични и да објасниме зошто. Лист од дрво. Доколку би зеле еден лист од дворот од дрво и го преклопиме на половина, што ќе забележиме, дечиња? Дали листот е симетричен? Не. Листот не е симетричен, односно двете негови страни не се еднакви доколку го преклопиме на половина. Ова смајли, дали е симетрично? Пробајте, нацртајте го и сечете го во вашите домови и кога ќе го превиткате ќе забележите дека смајлито е симетрична форма. Одиме понатаму. Оваа пеперутка и овој рамнокраг триаголник, кога би ги превиткале на половина, би забележале дека има две исти страни и тие форми се симетрични. Одиме понатаму. Оваа форма и ова срце, кога би ги превиткале на половина, ќе забележиме дека двете страни од половината се идентични и велиме дека овие форми се симетрични. Симетрија забележуваме и на овие цртежи. Кај буквата А можете да си ја нацртате, избоите и сечете и кога ќе ја превиткате на половина по вертикала ќе забележите дека е симетрична. Симетрично е и смајлито и последната форма, последниот четириаголник, кој што кога ќе го превиткаме ќе забележиме дека има две еднакви страни и дека е симетрична форма.
Сега, можеме со повлекување на линија, оска на симетрија, да провериме дали се симетрични. А вие можете и со превиткување, а исто така и со цртање и во вашите тетрадки во домовите. Кај триаголникот можеме да го превиткаме од едниот агол до средината на спротивната страна. Ќе забележиме дека има две еднакви страни. Зборуваме за рамностран триаголник. Од следниот агол до средината на спротивната страна, кога би ги превиткале, повторно гледаме дека добиваме две еднакви страни и од третиот агол до средината на спротивната страна, кога би го превиткале, ќе забележиме дека повторно добиваме две еднакви страни, односно со цртање едната, втората и третата оска на симетрија и велиме дека триаголникот има 3 оски на симетрија и дека е симетрична форма. Квадратот би можеле да го превиткаме по вертикала, и таа оска на симетрија, по хоризонтала и добиваме два еднакви дела, по диагонала и останатата диагонала. Бидејќи квадратот има 4 исти страни, исто така велиме дека има и 4 оски на симетрија и дека е симетрична форма. Кругот можеме да го превиткаме по вертикала. И и таа оска на симетрија. По хоризонтала добиваме еднакви дела. И по било која диагонала, само да би поминувала по центарот на кругот. Тоа можете да го забележите и со цртање на оски на симетрија. Односно, заклучуваме дека кругот има бесконечно многу оски на симетрија и е симетрична форма. Правоаголникот можеме да го превиткаме по вертикала, оската на симетрија, и по хоризонтала и да добиеме две идентични страни и велиме дека правоаголникот има две оски на симетрија и е симетрична форма. Го листот од природата, кој што рековме дека не е симетрична форма. Одиме понатаму локомотивата од возот, кога би ја поделиле на пола, ќе видиме дека има две еднакви страни и не е симетрична форма. Ова девојченце, уште по самата слика гледаме дека на едната страна има испружено раче, а на другата е заднејзе и велиме дека не е симетрична форма. Овој цртеж, доколку би бил необоен, тој би бил симетричен. Меѓутоа, кога веќе имаме боја на едната страна, велиме дека и овој цртеж не е симетричен. Овој робот, заради различните бои, не е симетрична форма, доколку би имал исти бој на двете страни, тој би бил симетричен. Сега, можете заедно со мене да стопирате на оваа минута од видеото и да изиграме оваа игра, односно да погодиме која од кутичките е симетрична, а која не е. Првата кутичка по да, што мислите, дали е симетрична или не? Јас велам не, бидејќи на едната страна има квака од вратата, а на другата нема. Ајде и вие. Втората кутичка не е симетрична, бидејќи има врата на едната страна, а на другата страна прозорец. Третата куќа е симетрична, бидејќи има две идентични страни од двете страни на оската на симетрија. Следната куќа не е симетрична, исто така поради кваката на едната страна од вратата, која што ја нема на другата страна. Следната куќа не е симетрична, бидејќи на десната страна има врата, а на левата има прозорец. Оваа куќа не е симетрична поради оджакот на едната страна, кој недостасува и на другата страна. Следната куќичка е симетрична, бидејќи има исти идентични страни од двете страни
на оската на симетрија. И последната кутичка велиме дека исто така е симетрична. Одиме понатаму. Линијата која ја дели фигурата на два симетрични дела се вика оска на симетрија. Оската на симетрија се црта со испрекинати линии. Да ги нацртаме оските на симетрија на повеќе 2D форми. Еве, секој од вас може да го стопира видеото на оваа минута и да ги нацрта овие форми во својата тетрадка. Потоа, треба да ги пронајде и да ги нацрта оските на симетрија кај секоја форма. Секој ученик исто така треба да ги реши и задачите во работниот лист, трет дел, страна 40 и 41. Бидејќи во овие услови наставничката ги имаше книгите кај себе, успеа да ви сликне, преку слика да ви покажам кои се тие страни. Ваша задача е да ја решите задачата во долниот дел, меѓутоа да не се водите по овие одговори, бидејќи овие учебници се решавани од некои други ученици. И следната страна е оваа, во која што во првата задача треба да ја нацртате оската на симетрија на сите фигури поединечно, а во втората треба на целиот цртеж да ја нацртате оската на симетрија. И повторно ќе повторам да не се раководите спрема нацртаните оски на симетрија. Во овие услови успеавме да ви доловиме преку книгите кои што ги имавме во домот. За домашна работа имате да нацртате квадрат, триаголник, правоаголник и круг и нивните оски на симетрија. А исто така, можете да го изработите и ова наставно ливче, во кое ќе биде потребно да ја доцртате симетричната половина од зададената форма. На едната страна има цртеж, а на другата страна од оската на симетрија ќе биде потребно вие да доцртате и со тоа да ја направите формата да биде симетрична. Се надевам дека ви стана јасно и дека се збогативме со повеќе знаења околу симетријата и оската на симетрија. А се што не успеавме да во целост објасниме, ќе го надополниме кога ќе се вратиме во училиште. Поздрав до следен час, останете дома во добро здравје.